Добра вечер. Гледате Свести на гласни идеи. Изминаа 7 години од последните студентски протести. Овој четврток протестно беше одбележан Меѓународниот ден на студентите. Во меѓувреме, студентите како идни работници треба да знаат колку тешко се склучуваат и колку лесно се откажуваат колективните договори. Да проследиме. Во 30-те години независност, со своја жестокост и долготрајност, се истакнаа две протестни студентски движења. Студентските протести од 1997 година и студентските протести од 2014 година. Во неделата што измина, надежта за трето силно студентско движење се јави пред 7 дена, но заврши само 4 дена подоцна, во четвртокот, како символично одбележување на Меѓународниот ден на студентите. Студентите кои се наметнаа како лидери продолжија со медиумски гостувања наместо со натамошно организирање на студентите во насока на продолжување на протестите. Не дека од гостување по медиуми има штета. Впрочем, во минатото токму преку медиумски гостувања се изнедрија политичари кои станаа пратеници, министри и амбасадори. Тие особено беа гласни во опозиција, а тивки кога се на власт. Како и да е, во најтешка состојба се студентите сместени во студентските домови. Нивните проблеми од секогаш се користеле во пропагандни цели, но никогаш суштински не се решавале, иако дел од студентските домови беа санирани или реновирани во претходните неколку години. Во продолжение прашање кој што пристигна на нашата електронска адреса од Al Jazeera Balkans, каков е ставот на владата за студентските протести и кој е одговорот на барањето на студентите за подобри услови во студентските домови? Пред да го слушнеме одговорот, да видиме какви се условите во студентските домови, низ директно сведоштво на студент сместен во студентскиот дом Гоце Делчев. Здраво, јас сум студент четврта година на Финки, престојувам во студентскиот дом Гоце. Како што знаете, веќе ова година почнаа со рестрикции заради енергетската криза, но не се издржува. Не се проблеми само рестрикциите што се со лифтови или пак туку проблеми со храната, количината на храната и така. Нема денови без грејање, но периоди од денот кога баш ти е најпотребно да има грејање, тогаш нема. Исто така топла вода нема после 11 часот до 7 наутро. Лифтовите работат од понеделник до петок од 7 наутро до 8 вечер, а викенд само од 16 до 22. Најприоритетна е исхраната, после тоа лифтовите и грејањето, да се укинат рестрикциите, да може да се користи лифтот, да може да се користи во соба и решо. Сепак мислам дека не е некоја голема потрошувачка да користи секој студент по едно решо, тој нема да се грее цело време на него, туку ќе сготви исхрана. Барем тој што не му се допаѓа исхраната во менза ќе може да се изготви сам. Најчесто тоа го правеа до лани, но студентите на оваа година е забранете ви. Студентите се иднината на Северна Македонија и тие мора да се вклучени во процесите кои што директно или индиректно ги засегаат. На вистина, на младите останува иднината, на рестрикции и штедење. Очигледно, од студентите како прогресивна сила се очекува да бидат предостанатите во исполнување на препораките. Видно од истата пресконференција на владата одржана во четвртокот. Денес официјално започнуваме со реализација на информативно-едукативните активности со кои сакаме да ја подигнеме јавната свест за тоа колку е важно штедењето на електрична енергија во услови на светска енергетска криза. Целта е овие пораки за важноста на штедењето на електричната енергија да бидат слушнати и прифатени од повеќе број на граѓани. Портпаролот Арсовски ќе ве запознае со деталите за информативно-едукативните активности. Граѓаните, институциите и компаниите се многу важни во овој процес. Секој од нас треба да се вклучи и да направи мала промена во домот и на работното место, која ќе значи многу за енергетскиот систем. За да имаме утре, штедиме денес. Во овие информативни материјали содржани се корисни информации за граѓаните како поефикасно да ја користат електричната енергија и на тој начин да ја штедат. Ке наведеме неколку корисни примери. Одржувањето на температурата на 22 степена наместо на 25 степени заштедува до 10% електрична енергија.
Краткото туширање заштедува вода, струја и пари на вашата сметка. Ова се неколку навиду мали промени, меѓутоа, ако ги применуваме сите, ќе имаме голема корист и ќе имаат големо значење за енергетскиот систем. Според некои експертски анализи, доколку се почитуваат овие и други препораки, може да се заштеди електрична енергија и до 50%. Студентите се идни работници. Во неколкуте години студентски живот, ретко кој студент е свесен за тоа што го очекува на така наречениот пазар на трудот. Таму колективните договори се на удар, единствениот синдикален механизам за подобрување на работничките права. За тоа што се случува за затворени врати, јавноста најпрво ја информираше председателот на Синдикатот на управата и правосудството, а ден подоцна, со отворено писмо до владата, реагираше и Сојузот на синдикатите. Значи вака, за прв пат во историјата на Македонија добивме отказ на колективен договор. Ова е преседан во социјалниот диалог и колективното преговарање и е прв колективен договор кој било кој работодавач го откажува во Македонија, а во случајов тоа се владата и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Начинот и постапката за отказот на колективниот договор наликува на класичен случај на злосторничко здружување од кривичниот законник. Во ова злосторничко здружување се вклучени Државниот инспекторат на труд, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и владата на Република Македонија и сето тоа на следниот начин. По барање на Министерството за земјоделство, дадено на седница на влада, владата го задолжува инспекторатот на труд да направи надзор на колективниот договор на Министерството за земјоделство. Инспекторатот на труд, не можејќи да најде ништо незаконско во одредбите на колективниот договор, излага надвор од неговите ингеренции, износи заклучок дека постапката за склучување на колективниот договор е незаконска. Поради тоа и предлага на владата истата да го раскине колективниот договор и односно да го откаже, а отказот на колективниот договор го потпишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ова во најмала рака е исмевање на колективните договори, омаловажување на вработените и е показател дека утре на ист ваков начин ќе посегнат да откажуваат и други колективни договори и да ги намалуваат правата на вработените како и кога ќе сакаат. Тоа беше се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела во истиот термин.